Висок крвен притисок, како да го контролирате тивкиот убиецка. Високиот крвен притисок погодува 1/3 од луѓето во светот и е водечка причина за срцев и мозочен удар. Бидејќи со години се развива без никакви предупредувачки симптоми, редовното мерење е единствениот начин за негово откривање. Придобивки од домашно мерење, следењето на притисокот во домашни услови дава најточни вредности. Тоа целосно ја елиминира појавата позната како хипертензија во бел мантил, односно лажниот скок на притисокот предизвикан од страв или вознемиреност при преглед кај лекар. Промена на навиките. Првиот и најважен чекор во лекувањето е менување на животниот стил. Се препорачува одржување здрава телесна тежина, драстично намалување на солта во исхраната и редовна физичка активност, како што е пливањето, во траење од најмалку 150 минути неделно. Лекови и контроли. Доколку природните методи не се доволни, лекарите воведуваат безбедна терапија со лекови. За успешна контрола на состојбата, неопходни се редовни годишни медицински прегледи кои вклучуваат лабораториски анализи на крвта и урината. Одложувањето на мајчинството предизвикува раст на неплодноста. Нова меѓународна студија, базирана на податоци од 204 земји, предупредува на глобален пораст на неплодноста кај жените постари од 35 години поради одложување на мајчинството. Загрижувачки тренд. Моментално 53,6 милиони жени на возраст од 35 до 49 години се соочуваат со неплодност. Прогнозите покажуваат дека оваа бројка до 2036 година може да порасне на речиси 80 милиони. Природен пат и ризици. Најголем пораст на проблемот има кај жените од 35 до 39 години. Научниците потсетуваат дека плодноста природно опаѓа во 30-тите години поради намален квалитет на јајцеклетките, а дополнителен негативен влијателен фактор се стресот и дебелината. Повици за превенција. Со оглед на тоа што неплодноста носи сериозни психолошки и социјални последици, експертите апелираат за порано откривање на репродуктивните проблеми и подобар пристап до соодветна медицинска поддршка.